Добар ден, јас сум Лилијана Пантовска и со ова видео ќе ви представам една од наставните содржини по предметот математика за 8 одделение. Наставната содржина е линеарна функција и целта е да знаете што е линеарна функција и да претставувате линеарни функции со равенки и со табели на вредности на функција. Најпрво да видиме што е тоа линеарна функција. За таа цел да ја разгледаме следната функционална машина, која што има влез, кој што се множи со 3, на добијаната вредност се додава 1 и се добива нека вредност при излез. Односно конкретно, ако на влез имаме 1, го множиме по 3, добијаниот резултат му додаваме единица и на излез добиваме 4. На влез ако имаме двојка, ја множиме со 3, додаваме 1, на излез добиваме 7. Исто така, за влез 3, на излез се добива 10 и влез 4, на излез се добива 13. Или општо, за било која влезна вредност x, таа се множи со 3 и се додава 1 и се добива на излез вредност y, која што е еднаква на x по 3 плюс 1. Односно за влезната вредност x имаме соодветна излезна вредност y. Зависноста помеѓу влезната вредност x и излезната вредност y е прикажана со правилото y еднакво на 3x плюс 1 и се нарекува линеарна функција. Y еднакво на 3x плюс 1 е равенка на линеарната функција. Линеарната функција може да биде дадена и со табела на вредности. Табелата на вредности всушност е табела со две редици, каде што во првата редица се запишани влезните вредности на функцијата, а во втората редица се запишани соодветните излезни вредности на функцијата. Овде се примерите што ги имавме како влез и излез во примерот на функционалната машина. Пример, ако е дадена функцијата y еднакво на 2x минус 3 и ова ако е нејзината табела на вредности, значи добиена според равенката на ова линеарна функција, ние да одредиме кои вредности треба да се запишат во празните колини. Односно, ако на влез имаме минус 4, што ќе добиеме на излез, или ако на излез имаме минус 5, што сме имале на влез. Најпрво да видиме, ако ги знаеме влезните вредности, односно вредностите за x, да ги пресметаме вредностите за y. И при тоа тргнуваме од равенката на функцијата и во неа ја заменуваме вредноста на x. Значи, ако x е минус 4, во функцијата на местото од x заменуваме минус 4 и ако пресметаме ќе добиеме дека y е еднакво на минус 11, што значи дека во ова поле треба да запишеме вредност минус 11. На ист начин, ако на x е вредноста за x е 3, што би добиле за y? Значи, ако x е 3, во равенката на функцијата заменуваме на местото од x од тројка и добиваме 2 по 3 минус 3, односно y е еднакво на 3 и таа вредност ја запишуваме во табела. Или, ако ова функција ја представиме со функционална машина, значи со функционална машина ова функција би била представена на овој начин, секоја влезна вредност прво се множи со 2 па и се одзема 3. И сега на влез ако ги ставиме претходно замените вредности минус 4, се множи со 2, се одзема 3 и се добива минус 11, односно за влез 3 ќе добиеме исто така излез 3. Обратно сега, ако ни се дадени излезните вредности y, ние да ги најдеме влезните вредности за x. Повторно од формулата на функцијата, на местото од y заменуваме вредноста минус 5, значи ако y е минус 5, во равенката заменуваме на местото од y минус 5, ја решаваме
равенката по x и добиваме вредност дека x е минус 1 и таа вредност ја запишуваме во табелата. На ист начин, ако y е 7, во бинарната функција заменуваме на местото од y 7-ка, ја решаваме равенката и добиваме дека x е 5 и таа вредност ја запишуваме во табелата. Или со инверзна функционална машина истото може да го добиеме. Ја формираме инверзната функционална машина на претходната и ги ставаме, значи за минус 5 добиваме дека x е минус 1, а за y кој е 7 добиваме дека x е 5. Следно нека имаме пример, дадени функционални машини, ние да ги запишеме равенките на линарните функции кои што се представени со овие функционални машини. Значи, ако имаме влезна вредност x, таа се множи со 4 и се одзема 1 и се добива вредност y, или ако ја запишеме оваа равенка за битна линарна функција, ќе биде y еднакво на 4x минус 1. Следен пример на функционална машина, значи при влезната вредност и се одзема 5 и на добиениот резултат се дели со 2, значи x минус 5 во заграда мора да го ставиме. Се добива линарна функција x минус 5 секој врз 2. И последниот пример, значи имаме вредноста x се множи со 2 и се додава 1 и тоа што ќе се добие, значи во заграда се реди, се дели со 3, односно линарната функција ќе биде y еднакво на 2x плюс 1 врз сека 2 врз 3. Да разгледаме и некои други примери за пополнување на табелите со вредности на дадени равенки, односно на дадени линарни функции. Ако е дадена линарната функција 3x плюс 3, да се пополни нејзината табела со вредности за дадени вредности на x, односно за дадени влезни вредности. Значи, ако x е минус 4, во равенката на линарната функција заменуваме за x минус 4, значи 3 по x плюс 3, тоа значи 3 по минус 4 плюс 3, решаваме, добиваме вредност по x на минус 9 и запишуваме во табелата. На ист начин и другите вредности, значи ако x е минус 2, заменуваме во функцијата, решаваме, добиваме дека y е минус 3. За x0 ќе добиеме дека y е 3 и за x3 добиваме y дека е 12. И уште еден пример е, нека покажеме, значи функцијата е y еднакво на x врз 2 минус 5 и дадена табела со вредности. За x минус 6 заменуваме во дадената равенка, решаваме и ќе добиеме дека y е минус 8. За x0 добиваме y на минус 5. За x4 добиваме y на минус 3 и за x10 добиваме дека y е 0. И на крај, нека имаме обратно. Ако е дадена табелата со вредности на функција, ние да ја запишеме равенката на функција. Значи, дадена ни е равенка со вредности за x, кои што треба да се последователни броеви, за да може да ја најдеме равенката на линарната функција. И во втората редица имаме соодветни вредности на функцијата, соодветни на дадените вредности на x. Ако ги разгледаме вредностите на y, тие формираат низа, која што низа се зголемува за 4, односно
ова е низа која што има правило на добивање на следен член, кој гласи додај 4. Следно формираме табела од 3 редици, каде што во првата и третата редица се првата и третата редица ги препишуваме од табелата на вредности на функцијата, а во втората редица, бидејќи правилото претходно на низата беше додај 4, во новата табела, во втората редица, ја пополнуваме со елементи 4x, односно елементите на x ги множиме со 4. Значи добиваме 0 по 4, 0, 1 по 4, 4, 2 по 4, 8, 3 по 4, 12. Сега треба да најдеме правило како од елементите на втората редица се добијани елементите од третата редица. Значи како од 0 се добива минус 1, од 4 минус 3, од 8 7 и од 12 1. Ако добро во очите ќе видите дека секој од елементите на втората редица, ако му се одземе 1, се добива елементот од третата редица, што значи правилото од втората редица да се добие третата е додај минус 1 или одземи 1, што значи сега равенката на бинарната функција дадена со ова табела на вредности ќе биде y еднакво на 4x минус 1.